Општина Карпош денеска ја организира традиционалната акција за чистење на општината, пролетна акција, втора поред, затоа што вчера беа вклучени основните училишта, се вклучија и приватни училишта, а денеска е општинската администрација и подпомогната со течења од Црвениот крст на општина Карпош. Се вклучени исто така и граѓани, се со цел да ја очистиме целосно општина Карпош, да придонесеме повеќе за хигиената на нашата општина и да ја подобриме еколошката состојба. На ваков начин даваме пример до сите граѓани на општина Карпош, прво да се потрудат секогаш сметот да го фрлат таму каде му е местото, односно во контейнерите или во корпите кои што ги поставуваме. Тинеџерите и несовесните граѓани да не ги уништуваат корпите кои што ги поставуваме, да не уништуваат урбаната опрема, детските игралишта и да придонесуваат за хигиената во нашата општина. Секој ако придонесе за почиста општина, ќе имаме секако најчиста општина во Република Македонија и ние настојуваме и се бориме да бидеме една од најчистите општини, прво во градот Скопје, а секако и во Република Македонија. Дали ваквите акции даваат резултат или сепак континуираното чистење си го прави своето? Ако го нема континуираното чистење, ништо не може кампањски да се направи. Вие морате континуирано да ја одржувате, да имате едно ниво задоволително, за да со вакви акции ја го подобрите драстично одржувањето на хигиената на територија на општина Карпош. Колку карпошани се приклучуваат кон вакви акции и дали тие се за чист Карпош? Повеќето граѓани се за чиста општина, повеќето граѓани придонесуваат за почиста општина, имаме и несовесни граѓани, имаме и граѓани кои што домакантите ги чуваат, буквално веројатно чуваат туршија во нив, а сметот го одлагаат во контейнерите кои што се наменети само за оние граѓани кои што живеат во колективни стампени згради. Имаме неколку такви точки. За жал, например, една таква точка ни е кај Мовчето во Козле над бензинската пумпа, каде што граѓаните и од Трнодол, и од Жданец, и од село Козле, и од Нерези, па дури и од други општини носат во тие контейнери, а тие контейнери се наменети за граѓаните кои што живеат во колективните згради на таа територија, а нема куќа во општина Карпош која што нема канта и навистина е многу грда сликата секој сабајле кој ќе доаѓам према општината да ги видам преполнетите контейнери со смет. За жал, тука морам да упатам критика и до комунална хигиена, која што не се труди да постави поголеми контейнери или пак тоа да го чисти два пати дневно, туку така го остава едноставно на еден устален, како да кажам, мрзлив ритам кој што е незадоволителен за граѓаните на Карпош. Инаку, задолжен за одржување на хигиената во градот Скопје си е комунална хигиена, ние само помагаме. Значи, ние помагаме да ни биде општината почиста. Задолжени за одржување на зеленилото се паркови зеленило.